Благодарам. Почитуван председателе Вучич, почитуван премиере Рама, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Регионалната соработка е мудар избор, регионалната соработка е правилен избор и регионалната соработка е европски избор. Нема, мислам, дилеми ако од едната страна имаме опција да правиме проблеми, а од другата страна имаме опција да испорачуваме решенија и да создаваме иднина. Значењето што владата на Северна Македонија го придава на регионалната соработка, иницијативата Отворен Балкан, мислам е потенцирано со фактот што јас сум тука денес во Белград и благодарам на топлото гостопримство во услови кога во македонската политичка сцена очигледно имаме една прилично комплексна ситуација, но оваа кауза е преважна за да го немаме луксузот да не бидеме тука присутни и на оваа сесија на оваа иницијатива меѓу трите држави. Единствената одржлива долгорочна визија за стабилен и успешен победнички Балкан е онаа каде границите се помалку важни, па дури во степен да станат неважни. И затоа потикнувањето на регионалната соработка преку иницијативата Отворен Балкан е голем чекор кон остварување на оваа визија. Оваа визија е и европска и оваа визија е и Балкан без граници. Еден од основачите на европската интеграција, Шуман, и неговата визија сублимирана во зборовите конкретни чекори што создаваат де факто солидарност како основа за натамошно зближување. Тоа значи да се грижиме за другите, едни за други, како што се грижиме за самите себе, и со оваа платформа сакаме да го постигнеме токму тоа. Да создадеме солидарност преку градење на единствен регионален пазар базиран на слобода на стоки, на луѓе, на услуги и на капитал. Спроведување заеднички инвестиции кои ќе ни олеснат транзицијата кон дигитална и зелена економија и заемна помош при справување со кризи и природни катастрофи. Независно едни од други, Меѓународниот монетарен фонд и Европската банка за обнова и развој процениле дека регионалната економска интеграција ќе го зголеми бруто домашниот производ во секоја земја за 10% над нивото пред пандемијата. Надминувањето на економскиот јаз е многу важно исто така и во контекст на европската перспектива на регионот. Од аспект на нашите народи, на граѓаните на трите држави, па и генерално на целиот регион на Балканот, голем плюс е ако ги елиминираме трговските бариери и ако возможиме регионот да стане многу поатрактивен за странските инвестиции. Од перспектива на земјите членки на Европската Унија, колку повеќе успешно соработуваме ние тука, толку повеќе ќе ги убедиме дека сме регион што нема да носи проблеми, туку ќе носи решенија. Зајакнувањето на одржливоста и отпорноста на регионот е можно само преку вклучување на сите страни и создавање заедничка собственост над резултатите. За мене ова беше прво искуство, директен контакт со успешни компании од трите држави и представници на стопанските комори. Мислам дека беше многу отворен, многу искрен разговор, за мене и доста научив. Например, една македонска компанија која увезува од Србија и извезува во Србија, губи во двата правци некаде околу 3 недели, чекајќи национално одобрување од националните лаборатории во смисла на фитосанитарни служби, безбедност на храна и така натаму. И покрај тоа, што меѓу двете соседни и пријателски држави има договор кој што вели дека ќе имаме доверба
едни во други и дека ќе биде доволно еднаш храната да помине низ било лабораторија во Србија, било во нашата Македонија, Северна Македонија. И мислам дека излеговме со многу конкретен план за да можеме оваа болест, која што мислам дека ни е заедничка, која што е на некој начин болест на бавна имплементација, ние покажавме дека имаме политичка волја, мислам дека има сосема очигледни услови таа политичка волја да се претвори во легислатива, таму каде е тоа потребно, или меѓународни договори. Тоа што недостасува, и мислам дека одговоривме и на тој недостаток, е да ја зајакнеме имплементацијата. Нашата заложба е на средбата кон крајот на декември во Тирана да бидеме во можност да објавиме неколку заеднички победи, вклучувајќи и решение за овој проблем. И колку повеќе ќе испорачаме заеднички победи, толку поатрактивна ќе стане иницијативата и за другите држави од нашиот регион. Инклузивноста е важна, мислам дека е многу важна иницијативата да остане отворена за сите и мислам дека колку по-конкретно и одлучно ќе кориме напред, толку ќе бидеме попривлечни и за другите земји и ќе паднат резервите. Во заклучоците што се договоривме да ги усвоиме, јасно кажуваме дека регионалната соработка не е посебна кривина или алтернатива на европската интеграција. Напротив, таа е во функција на европската интеграција, меѓутоа ќе бидеме многу неразумни ако во очигледниот застој и слабењето на европската идеја на Балканот чекаме и не правиме ништо. Мора да правиме за своите граѓани, за своите народи и мислам дека тоа ќе покаже, ќе не направи поинтересни и поубедливи и во очите на Европската Унија. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Прашањето за мене беше околу ризикот во однос на политичката ситуација, политичката криза и можеби ставовите на лидерот на опозицијата. Интересно е што го спомнавте зборот ризик и името на лидерот на опозицијата во иста реченица. Во мојот ум исто многу често асоциациите се такви и мислам дека ние во македонскиот политички надпревар уште не сме таму да се тркаме во исправец. Ќе видиме како ќе се развива ситуацијата кај опозицијата, меѓутоа и за владата е убаво да имаме надпревар кој може подобро, побрзо, почесно во исправец, напред. И се надам дека ќе дојде до тоа. Ние имавме локални избори, дури и во оваа, дури ако имаме директно поврзување меѓу резултатите од локалните избори и владата, вкупно партиите во владеачката коалиција имаат победа во однос на гласовите на сите останати во опозицијата. И мислам дека сега сето ова е не баш благодарно, бидејќи зборувам хипотетички, меѓутоа македонските граѓани сакаат напред. Мнозинството сака напред. Напред, меѓу другото, значи и добрососедство и регионална соработка. И затоа мислам дека дури во еден таков случај, кога ќе дојде тој момент еднаш ќе дојде, ние сме демократија, природно е да има промена на власта, меѓутоа расположението на граѓаните е такво што ќе мора да се оди напред. Тоа значи европеизација на земјата, зацврстување на нашата демократија, тоа значи зајакнување и раст на нашата економија
и тоа значи многу поблиска соработка со нашите комшии. Така што не гледам баш некаков брз ризик во оваа смисла и мислам дека мојата држава, Северна Македонија, тука да остане во оваа иницијатива. Важна е за нас, важна е за регионот и убеден сум, важна е и за европската иднина на регионот. Благодарам. Прашањето во однос на односот меѓу Отворен Балкан и европските интеграции. Јас споменав во воведното излагање, оваа иницијатива на регионална соработка, Отворен Балкан, да станат границите помалку важни, па и неважни, покажува капацитет да носиме решенија, создава голем потенцијал за економски раст и носи повеќе стабилност. Сите овие три елементи, решенија, економски раст, повеќе стабилност, се аргументи за европската интеграција. И затоа сум убеден дека има целосна комплементарност. Сега една-две поенти за европската перспектива. И за жал, мислам дека тешко е да се најде земја која што е подобар или полош пример, зависи од која страна се гледа, што се случува кога Европа нема да ги, или Европската Унија нема да ги исполни своите ветувања. Се случува тоа што европското гласачко ливче станува неатрактивно. Или граѓаните се помалку и помалку веруваат дека ова е практично можно. Дека е вистина можно нивната иднина да биде европска. Не е фер и во последниве недели сам себе се коригирам да ја критикувам целата Европска Унија. Ние имаме проблем со една земја членка. 26 земји членки сосема им е јасно, па и Европската комисија, која што во пакетот за проширување рече тоа што се доцне со Северна Македонија и со Албанија влијае на кредибилитетот, на довербата кон Европската Унија во целиот регион. Но тоа вето не е само вето на нашата европска иднина. Тоа е вето и на политиката на ЕУ кон Балканот и, за жал, тоа е исто така вето на македонско-бугарското пријателство. Сега, во однос на регионалната соработка, што можеме ние во меѓувреме да направиме, додека чекаме во ЕУ ова да се среди, тука никој не може да стави вето, како што не може да стави вето на домашната реформска агенда. Целта на евроинтеграциите е мојата татковина и целиот регион да стане посилен, да имаме европски начин на живот во убавата смисла на зборот, да имаме подобри економии, да имаме посилни демократии и да има правда. Тоа можеме да го работиме и сами, и мислам дека мораме да го работиме и сами. Влогот станува многу голем, може би тука ќе завршам за да не кажам нешто повеќе и што не треба, меѓутоа влогот не е само наш и не е само на регионот. И ако Европската Унија сака да стане глобален играч, не може да потврли локално. А овој регион, обкружен со земји членки, е локален од перспективата на ЕУ. Ако овде не можат ваква работа да направат, да не зборуваме за пошироко, за глобален играч и затоа е влогот многу голем и за нив, не само за нас како за регион. Благодарам.